Болеста и смртта на татко ми не разочара трајно. Го изгубивме човекот кој цел живот се бореше за нас, а ние не можевме да му возвратиме ниту со достојствен погреб. Потресени сме и гневни и нема да заборавиме. Вака на јавноста и се обрати синот на пациентот од Делчево кој според здравствените власти пред една недела почина како последица од коронавирусот. Господ ке ве казни за целата болка што ни ја нанесовте, за тоа што не можевме да го испратиме нашиот татко достоинствено како доликува на една христијанска фамилија. Не можевме да го испратиме човекот кој цел живот се бореше за нас, да имаме каква таква екзистенција. Тоа што го направивте, таа болка, таа дамка, никогаш нема да ја заборавам. Напиша синот. Неизмерната тага на синот и семејството доаѓа од загубата на родителот, но гневот од конфузијата во случајот со неговиот татко и стигмата која општеството ја стави врз неговата фамилија. Имено таткото корона инфекцијата ја добил како пациент на онколошкото оделение во Скопје, пошто е префрлен на инфективно, а семејството ставено во изолација. Во рок од една недела, 2 последователни теста за COVID-19 кај него се негативни и тој на листата на Министерството за здравство е ставен во графата на оздравени, за да еден ден потоа почине, а како причина за смртта е наведена корона инфекција. Како можевте во 2 недели Ванчо да го прогласите прво за позитивен, потоа за излекуван, па на крај починат заболен од коронавирусот? Стигмата што ни ја ставате на нас граѓаните на источниот регион, на градот Делчево, а најмногу на семејството, има некоја друга позадина, која што вие ја знаете, а исто така и вам нека ви служи на чест. Стои во реакцијата од семејството на Ванчо.